Маркетите, продавниците за мебел, продавниците за компјутери беа преполни за време на викендот без ДДВ. Граѓаните го искористија со купување на домашни производи, а како што велат тие, најмногу за прехранбени продукти. Дали го искористивте викендот без ДДВ? Не. Не скинеравте сметки? Не. Па добро, малку само. Употребихме малку, да. Се купивте некој македонски производ, така? Купувавме, да. Дали скупиме? Само за еден за дом, да ви кажам. Мислам, такви прехранбени продукти. Не ми требаше нешто, пошто вие младите имате се. И компјутери, и се, не ми треба ништо. Менаџерите на некои од маркетите велат дека во викендот без ДДВ имало помала потрошувачка за разлика од воучерите за домашни производи. Ако правиме една споредба со претходната мерка која што беа упрашени ваучери, сметаме дека ова мерка се што се случи за викенд без ДДВ донесе нешто помалку, послаби резултати, односно помалку издашни во продажбата кај нас, но сепак се осети интерес кај нашите потрошувачи и тие здушно искористи својата шанса и се снабдеа со неопходните своји потрепштини, користејќи го на тој начин можноста да заштитат од ДДВ-то, износот на ДДВ. Само 8,5 милиони евра од предвидените 170 милиони евра потрошиле граѓаните во викендот без ДДВ за купување домашни производи. Ова се првичните податоци од Управата за јавни приходи.